Нешто над 700 метри кубни отпад се депонирани на Кочанската депонија од соседните општини во месец февруари. Согласно пресметките на општина Кочани во месец февруари, општините Виница, Чешиново, Облешево и Зрновци заедно isfрлиле 712 метри кубни отпад. Според договорот кој го потпишаа градоначалниците, за 1 метар кубен треба да се плати по 220 динари. Општина Виница со 480 метри кубни отпад на комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани треба да му плати 105.600 динари. Чешиново Облешево за 144 метри кубни 31.680 динари, а општина Зрновци за 88 метри кубни 19.360 динари. На овој начин ќе се одржува чиста градската депонија во Кочани, а при тоа нема да се создаваат диви депонии во останатите општини. Градоначалникот на општина Зрновци Борчо Коцев потенцираше дека договорот се почитува во целост. Договорот во пракса се спроведува во целост. Од 16 до 20.000 месечно се плаќаат за депонирање на отпад од 80 до 100 метри кубни. Изградбата на регионалната депонија во Свети Николско значи трајно решавање на проблемот со создавањето на диви депонии, навремено собирање, транспортирање и складирање на отпадот, а со тоа создавање на еколошки здрави животни средини, вели Коцев. Со потпишување на договорот се исчисти ѓубрето и од општина Виница, потенцираше градоначалникот Миле Петков. На месечно ниво ќе се плаќаат фактурите на комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани. Со потпишувањето на договорот помеѓу општина Кочина и 4 општини од регионот, мислам дека состојбата со отпадот во нашата општина е веќе стабилизирана. Тоа беше во почетокот на месец февруари, значи сега отпадот редовно се транспортира до депонијата во општина Кочани. Моментално немаме проблеми. Отпадот кој што претходно беше во нашата општина во големи количини е изнесен во текот на претходниот месец, така да сега мислам дека веќе се носи редовно отпадот и од градот Виница и од населените места. Договорот кој го имаме подпишано, значи општина Виница треба да праќа на Водовод Кочани предоставена фактура на месечно ниво по цена од 220 денари од метар кубен. Во меѓувреме во Кочани изминатиот период се работеше на расчистување на мали мини депонии кои беа создадени.